неколку работи кои што ги запишав и за кои што би сакал да ви реплицирам. Прво да почнеме од златното правило. Ова е трета година како што кога се поднесува буџет се споменува тоа. И она што е индикативно е дека во трите години ниту еднаш ова златно правило не било испочитувано. Затоа реков, златното правило на почетокот на годината, односно на крајот на претходната, кога се предлага буџетот за наредната година, но во ниту една година не е испочитувано тоа златно правило. Затоа велам дека сите оние флоскули кои што ние денеска ќе ги кажеме на оваа собраниска говорница, треба да го положат тестот на времето, кој што очигледно не е положен. На крајот на годината секогаш дефицитот ни е повисок од капиталните инвестиции. Затоа има еден добар предлог за кој што сметам дека треба да стане еден стратегиски интерес на сите оние кои што имаат можност да ги управуваат институциите, а кој што е прифатлив од буџетскиот совет е дека треба конкретно тие средства на што ќе останат како капитални нереализирани инвестиции, да не се пренаменуваат на други тековни трошоци, туку нека влегуваат во дефицитот за да може да се направи поголем фискален простор за во иднина да може да се финансираат капитални проекти. Понатаму за дефицитот. Повторно ќе ви кажам, пак ви е погрешна бројката, бидејќи во 2022 година, кога разговаравме за буџетот за 2023 година, тогаш разговаравме за некој дефицит, па тогаш не беше предвидено дека во 2023 година ќе почне проектот Бехтел и Енка. Тогаш немаше никакви индиции за тоа дека ќе биде започнат проектот. Проектот започна и можеме да бидеме свесни дека тие средства кои што не беа планирани, но кои што дополнително се испланираа како за оваа актуелната и за наредните 4 години, сепак треба да влезат во некои од математиките на буџетот. Така беше проширен дефицитот. Затоа имаме и заеми оваа година за кои што сме ги земале и кои што до крајот на оваа година ќе ги земеме. Затоа ви кажам, дефицитот не може да биде реален и не ви е реален заради две причини. Прво, заради тоа што не знаете дали до крајот на годината ќе има некои непредвидени трошоци, а второ, заради тоа што она што јас го разбирам, приходите ви се тотално нереални. Зошто ви се приходите нереални? Доволно е само да се земе вашата колумна на кој што вие сте објасниле од каде планирате да ги имате тие приходи и да кажете дека претпоставувате дека ќе се покачи приватната потрошувачка и дека ситуацијата во нашиот најголем трговски партнер на размена Германија ќе се подобри. Тоа е претпоставка, тоа не е факт. Како можете вие да знаете дека ќе има толкави приходи и дали можеби ќе има некој кој што е заинтересиран да ги оттуѓи тие државни компании или државно земјоделско земјиште? Можеби никој нема да сака да се пријави на тоа. Можеби јавното надавање нема да ја постигне посакуваната цена која што вие ја сакате. Тоа што значи? Ако има помалку приходи, ќе има поширок дефицит. Друга работа за задолжувањето. 63,2% се внесени во вашите документи на буџетов. Тоа значи дека над 9 милиарди евра. Сега, можеби во моето сваќање на нештата, јас не би имал проблем да се зголемува јавниот долг, ако има зошто се зголемува јавниот долг. Ама сега ние 7 година да носиме буџет и јавниот долг да биде поголем отколку сите други претходни влади заедно, да достигне 9 милиарди евра, а шајка да нема заковано, луѓето ништо да не видат дека се направило, е особено контроверзно. И ние сакаме да знаеме. 1,2 милиарди евра за наредната година под услови да нема некое дополнително трошење, а има секогаш. Ние не знаевме дека пред 2 недели ќе стигнат такви заеми во собранието, па стигнаа. Тие не беа никаде вкалкулирани. Да, јас се согласувам, каматите се пониски, дека евробонта кој задевме ќе бил повисок, но сепак се заеми кои што никој не ги кажуваше или не ги претпоставил дека ќе се случат. Такви ќе има и наредната година. Зошто ќе има дополнително задолжување надвор од овие 1,2 милиарди евра? Затоа што ќе се вратам на првичното кое што е кажано. Приходите ќе бидат помалку, а дефицитот ќе биде поголем. Во овој момент од приходите кои што сте ги планирале за 2023 година, по на кое што може да се види појасно поставените податоци кои што ги има на вашата веб страна, имате собрано само 86% од приходите планирани за 2023 година. Тоа што значи? Ке се прошири дефицитот, а за тоа да се финансира, мора да се задолжиме. По некои мои слободни проценки ќе видиме на крајот на годината кој бил во право, а кој грешел, ке се задолжи оваа држава по ова кое што вие го имате претпоставено над 1,5 милиарди евра. Ајде да збориме за капиталните инвестиции. Министер, има многу голема разлика помеѓу капитални расходи и капитални инвестиции. Во капиталните расходи влегуваат и следниве трошења. Купување на мебел, и тоа е реализација на капитални расходи. Купување на возила, и тоа е реализација на капитален расход. Капитален расход и префрлање 100, 150, 200 милиони евра на ЕСМ за оперативно работење. И тоа е капитален расход. Јас зборам тука за капитална инвестиција. Ама ако сакате да идеме чекор пронатака и ако ги видите планираните буџетски средства за категорија капитални расходи, вие ова ќе го видите. Градежни објекти
447 милиони денари помалку. Тоа е капитална инвестиција. Ако одиме понатака, капитални дотации до единиците за локални самоуправи 189 милиони денари помалку. Стратешки стоки и други резерви 664 милиони денари помалку. Каде имаме повеќе купување на опрема и машини, купување на мебел, купување на возила и слични такви други ставки. Значи не може да се поистовети капитален расход со финансирање на капитална инвестиција. За проектите, ако ги видиме, колку средства се потрошени, тука ќе видиме дека таа реализација на тие 800 милиони евра не е влезена во ефектот за кој што се наменети тие 800 милиони евра. Ние кога го гласавме буџетот за претходната година, нас не беше тука говорено исто како што ни се говори сега за тие 773 милиони евра, дека ќе се финансираат патишта, дека ќе се финансираат железници, дека ќе се финансираат нови училишта, на нови градинки, водоводни канализациони мрежи, а од друга страна гледаме дека токму тие трошоци едноставно доживуваат кратење на буџетските документи кои што ги имаме тука пред нас. Така да правиме јасна дистинкција помеѓу тоа што е капитален расход и тоа што е капитална инвестиција. Благодарам.